Топ тема, добро вечер. Вечерва интервју со вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Поканата. Неколку главни теми ги имаме во фокусот од она што е поактуелно, од градскиот воз до брзата пруга, преку слабата реализација на капиталните инфраструктурни проекти во општините, што допира едно битно прашање за капацитетот на градежната оператива и она што се планирани битни проекти, но за почеток она што е последно најактуелно од меѓудржавната или меѓународната сцена, договорот со Бугарија. Многу аспекти имаше тука, и политички, и реално инвестициски проблеми, и како сега од еден, ајде да го наречам, политичко-инфраструктурен ќорсокак дојдовме до овој договор кој што се потпиша со Бугарија? Па јас цело време зборував дека проблемот, кој што е факт дека го имаше, беше инженерски, а не политички. И факт е дека многу сили пред се во Бугарија, тука мислам дека доста коректен беше односот во Македонија, многу сили во Бугарија сакаа да го направат тоа политички проблем и дури дел од нив, следев што се случуваше откако го потпишавме договорот, малце во бунило продолжија да ја шират таа теза. Еве ќе стартувам со политичкиот дел. Немаше дебатна емисија која што не изгледав во Бугарија по потпишувањето на договорот во четвртокот и петокот и вести кои што не ги прочитав. И одредени порадикални структури во бугарското општество се одат со нова теза дека во суштина јас и Караджов лажеме и дека ова нема се реализира, туку така парадно сме го потпишале. Караджов бас се потруди, го активира и така наречениот царски воз, веројатно и со своевидна протоколарна порака да ви покаже и на вас дека таму воз вози. Сега не е битно со колкава брзина, ама вози. Со 30 на час дојде, ама добро, тоа е нивна главоболка. Но она што е значајно е дека мора да ги гледаме објективно работите, дека ова не беше лесно и за Караджов и треба да му се оддаде признание за таа работа на бугарскиот вице-премиер и министер за транспорт. Таму е транспорт и врски, кај нас е транспорт. Затоа што сериозни политички структури во бугарскиот политички живот беа против ова. Тие генерално мислам дека не ни знаат што е проектот, но се против добри односи и нормализирање на односите помеѓу Македонија и Бугарија. Јас, еве, вечерва сакам да споделам некои работи кои што не се коментирани во јавност. Ајде, што беше пресвртната точка, бидејќи не сакам да се навраќам наназад, но многу изјави несоодветни имаше и од македонска страна. Пред се тука не мислам на оние вашите, ќе ги коментираме за што ви изнервираа повторно бугарските колеги. Меѓутоа изјави во смисла на тоа дека несоодветен е односот и на нашите реално партнери ЕБОР и Европска инвестициска банка кои што се јавуваат како финансиери во тој проект, но да го трнеме сето тоа на страна, што беше пресвртната точка и реално која е перспективата. Многу работи кажавте и вие и особено вашиот бугарски колега во однос на тоа како се треба да се одвива реконструкција од бугарската страна за да не се вози нели со како царскиот воз со 30 на час. Прво, што беше пресвртната точка, а која е навистина реалната перспектива, подкрепена и финансиски? Бидејќи ако нема финансии, нема ништо. Ќе кажам неколку работи кои што првпат ќе бидат кажани во јавност, мислам дека е честно да се кажат и однапред благодарам на можноста. Сакам да додадам признание на француската влада и на министерот за транспорт на Француската република, тој остана и во оваа нова влада, Филип Табаро. Јас во јуни месец имав посета на Париз, каде што имав средби со неколку министри од француската влада, тука беше министерот за надворешни, министерката за финансии и за економија, министерот за транспорт, стопанските комори и така натака, бев и во УНЕСКО и дадов едно интервју за Франс 24, кое што имаше јасно насочени политички пораки кон она што се случува. Министерот Табаро презеде лична обврска да фасилитира диалог. Пред мене разговараше со еврокомесарот Цици Костас, тоа е комесар за транспорт во рамки на Европската Унија, и разговараше со амбасадорот на Француската република во Софија
И тоа се случуваше во тек на ден среда. Веќе во четврток, мојот шеф на кабинет доби порака од Брисел, дека диалогот кој што беше запрен претходниот октомври, подосна за да дам контекст и кажам и за диалогот, предлагаат да продолжи. А веќе во четвртокот добивме повик од Софија со прашање дали ќе учествуваме на министерскиот состанок кој што таа сабота се случуваше во Истанбул. Ние претходно баравме средба со бугарската страна, но таа не се случуваше. Кој е интересот на Франција, бидејќи за многу покрупни прашања во однос на Бугарија, реално барате ваков силен посредник или медиатор не може да се најде. Мислам дека министерот свати дека е инженерски проблемот, тој е доста искусен, например, сега е главен носител на зимските олимписки игри кои што треба да се случат во Франција, тој е човекот кој што ги организира. Свати дека проблемот е инженерски, а не политички, и дека треба да се тргне политиката од истиот. И препораката беше да разговараме само на теми кои што се поврзани со функционалноста на проектот. И ние договоривме да се видиме во сабота во Истанбул, тоа беше крајот на јуни. Отидовме двајцата во Истанбул, се сретнавме, разговаравме 1 час и 45 минути, иако првично 30 минути беше средбата. Ги отворивме мапите, одевме точка по точка, станица по станица и најдовме решение. И решението е многу едноставно. А тоа е дека инженерски никаде во светот нема тунел до пола, затоа што тунел е цевка. Ова е тунел и ова се става во планината и на тој начин се надминува планината. Јас го презентирав проектот кој што Македонски железници инфраструктура го има изработено за целиот тунел. Тие го разгледа и го прифатија после неколку дена, рекоа дека е одлично направен. Јас презедов обврска да ја забрзаме работата на вториот дел од делницата на пругата, тоа е делот кој што оди од Белјаковци до Крива Паланка, Белјаковци Куманово го пуштивме, што веќе го правиме. Уште 2 тунели остануваат непробиени, од вкупно 16 кои што ќе ги има на таа траса. И зедов обврска да се тендерира третиот дел, кој што оди од Крива Паланка до граница, односно до тунелот. Најтешкиот. Денеска имав состанок со заменик директорот на Европската инвестициска банка на целата, од Луксембург. Тие се дел од финансиерите, очекувам во декември веќе да тендерот биде објавен. Таму имаме 200 милиони грант и другото се кредити од ЕИП, Европската банка за обнова и развој. А тој презеде обврска, бугарскиот вице-премиер, да вложат 1,2 милиони евра, од кои што најголем дел се за реконструкција на пругата која што оди од Софија преку Радомир до Перник, Кјустендел и Ѓуешево, да го тендерираат делот кој што е неизграден од Ѓуешево до граница и заеднички да го работиме тунелот, со тоа што 550 милиони евра кои што првично беа предвидени за подегот кој што оди од Софија, Радомир, Перник и кои што ги пренасочија за Софија, Бургас, ги вратија назад. Тие се средства од Европска унија, а останатите ќе ги обезбедат од сопствениот буџет. И пуштивме рака за оваа работа. После беше прашање на доверба. Тие понудија текст, кој што ние после тоа го преговаравме, горе-долу го издоговоривме текстот и тоа е текстот кој што се подпиша минатиот четврток. Колку е тука клучна улогата, повторно ќе прашам и на Франција, но и на Европската унија, бидејќи ако го следиме сето она што го кажа бугарскиот министер, огромен дел од парите се практично од европските фондови и таму тој тип на фондови одат со национално финансирање, меѓутоа зошто сепак е прашањето за овој коридор имаше толку голем притисок, како што немаме за други прашања? Една временска рамка треба да ставиме, еден временски контекст за да имаме целата слика. Јас прв пат излегов со проблемот минатата година во јули. Веќе во октомври месец Европската унија се понуди да фасилитира диалог и тргна работата. Диалогот беше исклучиво на експертско, на техничко ниво. Експерти од Кенас и од Бугарија се состанаа, имаше еден состанок во Брисел. Вториот беше во Софија и третиот... Ама пак министер цело време имаше експертите се договорија за да ја скратиме Не се договорија, тоа ми е поентава, само да завршам. Вториот беше во Софија. Повторно политичките примеси влегуваа во третиот требаше да е во Скопје. Пред да се случи третиот, од бугарската страна се стави блок. Блокот беше политички. Караджов беше избран во новата влада која што беше избрана некаде крајот на јануари месец. Значи, кога ние ова го правивме, тој не беше во владата.
И факт е дека откако дојде, се изрелаксира малце целата работа и се даде еден комплетно нов тон на односите и на комуникацијата. Тука е многу значајна улогата и на Соединетите американски држави. Мене ми е многу драго што амбасадорката, господја Агилер, беше присутна во Ѓуешево, а таму беше и вршителот на должност американски амбасадор во Софија присутен, затоа што НАТО го стави овој коридор како втор најзначаен безбедносен коридор за НАТО, затоа што треба да е начин за снабдување на Украина, имајќи предвид дека од Бургас до Одеса е многу кратко патувањето со брод, а другото е железнички ефтин превоз кој што би се користел при реконструкција на Украина или, не дај Боже, ако продолжи војната при понатамошни активности за одбрана на Украина, така што е многу значајно и учеството на Соединетите американски држави, а коридоров ќе значи многу и за Украина, имајќи предвид што се случува таму. Она што исто така сакам да кажам е дека ние уште две работи договоривме со Караджов, кои што мислам дека е фер да ги споменам. Едната и тоа ја кажа. Прво, ќе почнат да градат експресен пат и автопат до Деве Баир, што прв пат се случува во историјата на односите на двете држави. Ќе го градат со концесија, така решиле, тоа е нивниот принцип. Веќе бираат концесионер, што значи дека во догледно време покрај автопат и експресен пат кој што го има од оваа страна на границата, сега го работиме последниот дел на обиколница на Крива Паланка, а граничниот премин веќе го реконструираме, ќе има и од нивна страна. И второ, знаете дека Македонија има одлична геостратешка положба, каде што се вкрстуваат два паневропски коридори, 8 и 10, единствена држава сме. Низ Бугарија поминува коридорот Струма, порано го викаа коридор 11, сега прекрстиле во коридор 4, ама не е ни битно. Се договоривме да ги споиме коридорот 10 и коридорот Струма, на начин што наша страна ќе се гради експресен пат кој што ќе оди од Смоквица преку Валандово. Смоквица е над Гевгелија, исклучувањето. Смоквица, Валандово, ќе го заобиколува Валандово. Одма ми текнува на Валандовско брдо, па затоа внимавав дали ќе биде автопат или брз пат, бидејќи таму е тешко. Тунел ќе има под Валандовско брдо. На другата страна ќе излегува кај Куклиш, обиколница на Струмица, Новосело и на граница со Бугарија. Од другата страна тие ќе го завршат својот дел, а тоа е делот кој што оди од Петрич до поврзување со автопат. Овој дел е нов за нас. Од каде пари министре, бидејќи да, точно е вклучени Европска унија, вклучена и Американската амбасада, меѓутоа се сеќавам на почетокот кога Министерката за финансии во еден период влезе во некаков конфликт со нив и отворено им порача, да, јас разбирам тоа ви е битен политички коридор, ама дајте тогаш, ја поедноставувам пораката, но беше во тој контекст. Дајте ни тогаш поевтини пари и подобри услови. Овој коридор за поврзување кај новиот брз пат кај Валандо до Струмица, Смоквица Струмица, е ново за нас. Од каде пари? Веќе разговаравме со Европската унија, има расположение. Разговаравме со Европската инвестицијска банка, исто така има расположение, така што ќе правиме комбинација на грантирање и ефтино кредитирање кое што треба да го реализира. Многу е значајно. Зошто? Затоа што бројот на луѓе кои што поминуваат по коридор 10 е се поголем. Оваа година имаме рекордна наплата на патарини. Ако минатата година, цела година ја завршивме со 70 милиони евра, оваа година до септември имаме 58 милиони евра, што значи ќе одиме многу над тие 70 милиони евра. Главно е коридор 10. И веќе коридор 10 не може да издржи и дел од тие патници преку оваа спојка ќе одат на коридор Струма, особено оние кои што патуваат за Турција, затоа што да не забораваме дека преку 10 милиони турци живеат во Германија, кои што секое лето и секоја нова година одат за Турција и се враќаат назад. Ајде да го затвориме оваа прашање реална, песимистичка, реалистичка и оптимистичка варијанта. Кога може да се очекува? Многу суми беа кажани, многу рокови. Значи, ние во декември месец ќе објавиме предквалификација. Се надевам дека до крај на јануари ќе објавиме квалификација. Договорот кој што го имаме постигнато со банките и со Европска унија е дека во пролетта следната година, зависно од временските услови, сепак е таму се над 1000 метри надморска височина. Еве, да речеме дека од април месец ќе почне да се работи, затоа што не очекувам веќе во април да има снег и мраз таму, така што идејата е април месец да почне да се работи третата делница. Експресниот пат
прогнози, проекции, бидејќи тоа е во рана фаза. На дел имаме проект, значи делот кој што е од Смоквица до Струмица имаме и проектирање завршено. До обиколницата на Струмица, обиколница на Струмица до граница треба да се работи и проектирање. Тоа е проект за 2 мандати, така што ако успееме да го завршиме доколку оваа влада има втор мандат, до крајот на вториот мандат мислам дека ќе е огромен успех. И во овој дел само уште едно прашање, не типично за вас, сепак успеа некако да ви изместат од колосек бугарските колеги со прашањето дали ги сметате своите домаќини за нецивилизирани. Зошто? Знаете, да бевте таму, тие го добиевте и контекстот. Едно е тоа што сте се договориле со протокол, беше очигледно дека се излегува од тој протокол, Значи, тоа е тоа. Што се случи? Една новинска агенција, по некоја случајно собственост на Скопјанец, е цело време таа која што провоцира. Се работи за БГНС. И настапот беше токму од БГНС, за вечерта собственикот на БГНС да излезе на Бугарската национална телевизија, на БНТ, и да каже, цитирам, дека вработени во пристаништето во Бургас, пазите го изворов, вработени во пристаништето во Бургас, му кажале дека коридоров нема да се изгради, затоа што русите ме контролирале мене и Караджов, и ние лажеме за целава работа и нема да го изградиме, а мене плюс на русите ме контролирале и грците и србите. Во 21 век вакви приказни се надвор од памет и затоа и ја бев така дрзок во одговорот, затоа што нема на друг начин како да комуницирате во такви услови каде што информацијата станува пропаганда. Да. Прва пауза за реклами, а потоа и продолжуваме со дел од останатите проекти, особено она што првиот кој што беше почнат во постизборието, така наречениот градски воз. Министре, првиот поголем проект после избори, градскиот воз, и напишевте градскиот воз набрзо станува реалност. Што реално значи таа реалност, што ќе значи за Скопје? Само за да бидам коректен. Почна работата додека траеше кампањата, јас имав една изјава, видов дека се злоупотребува и решив да промоцијата направиме после избори. Мислам дека е проектот преголем, презначен за Скопје, ќе остави длабока трага за да биде манипулиран во време на изборна кампања и затоа се случи по завршувањето на изборите. 3 линии имаме. Ние почнавме сега да работиме првата линија, која што оди од Зелениково преку Драчево, Лисиче, Киселавод, аеродром и Нова железничка. Таа е 25 километри. Втората која што ќе почнеме на пролет оди Миладинов, Цилинден, Маџари и Нова железничка, и третата Нова железничка Скопје Север, Ѓорче Петров и завршува Волково, односно над Волково во Радуша завршува. И тоа е во принцип инфраструктура која што Скопје има, но која што децении наназад е запуштена и некористена. Например, дрвените прагови кои што ги именуваме во моментов кај Драчево, има на нив жигови, се поставени помеѓу 63 и 69 година. Значи од тогас не е чепнато ништо, тоа се скоро 60 и неколку години да воопшто ништо не се работело таму. Бидејќи го споменавте пиарот и различната перцепција во време на кампања, не е ли покоректно да се каже, некако што вие напишавте, почнува изградбата на првата линија, туку реконструкцијата, бидејќи во суштина сега се реконструира постојната пруга. Зборуваме за истите железнички станици со потенцијал да се изградат евентуално и нови. И она што е највпечатливо е дека во моментот, барем според последното интервју на директорот на железници за 360 степени, во моментов, според неговите изјави, не знам колку вашите информации се поразлични, говориме и за користење на постојните линии за превоз од меѓуградскиот. Неколку елементи има. Прво, дали делот таа пруга постои? Постои. Во каква состојба е, кажав сега. За жал, брзината не може да е поголема од 20 до 30 км на час, што е далеко од тоа што ни треба. Второ, се работи бајпас кој што е комплетно нов.
кој што оди од Рачево до Миладиновци, тоа ќе е обиколница, односно товарните возови веќе нема да влегуваат во Скопје, освен оние кои што носат товар за индустријската зона која што е кај Автокоманда и кај Железара. Тоа значи дека комплетно товарниот сообраќај го вадиме надвор од градот и ќе има забрана за дизел локомотиви и дизел возови, односно ќе може само електрични да оперираат, што многу ќе помогне за подобрување на квалитетот на воздухот. Така што тоа е нова линија, а останатото се слагам дека е реконструкција и реконструкција е покоректен збор да се употреби, но тоа што ќе го добиеме со тоа што го имаме сега не се споредува. Која е додадената вредност? Не додадената вредност, туку суштинската инфраструктурно сообраќање. Бидејќи, да ве потсетам, идејата за градскиот воз ја возобновивте во едно време кое сега го викаме Даниела ништо не работеше, односно кога целосно беше тргната настрана идејата за Rapid Bus систем. Сега новиот градоначалник ја возобновува таа идеја, пронајдов и негови изјави на премиерот, дури да и со можност да тоа се продолжи со Драчево. Која е тогаш функцијата на градскиот воз, барем во овој дел, вие да ги земете од Драчево, каде пругата е надвор од населеното место, и да ги донесете до транспортен центар и да ги оставите во тотален хаос, без претходно во исто време да се решат останатите артерии од сообраќајниот хаос во Скопје. Скопје има еден многу сериозен проблем со загадувањето. Сите студии покажуваат дека причините се комбинирани. Тоа е затоплувањето и транспортот, односно превозот. Во однос на затоплувањето имаме големи планови, дел се веќе најавени за проширување на парно мрежата до секаде онаму до каде што може да стигне, но се вратам на ова. За да го решиме транспортот, потребни се 3 работи да се направат паралелно. Едното е возобновување на возниот парк на јавното сообраќајно претпријатие со електрични автобуси, за што работиме. Второто е решавање на приградските населби и нивен спој со центарот, тоа е градскиот воз. И третото е решавање на урбаниот дел со еден побрз, поекономичен транспорт, кој што јас фигуративно го нарекував трамвај, за да им е најсликовито на луѓето. Ова е трамвај без шини, вака да брзиот. Вака наједноставно се изразиме. За да имаме решение, не мора овие 3 работи да ги споиме. Било која од трите да функционира сама без другите две, ќе го имаме ова што го имаме сега, односно хаос целосно. Но дали вредноста во време кога веќе вие, и градоначалникот и вие како влада, го актуализирате тој како што велите трамвај без шини, дали има потреба, бидејќи за сега се првиот тендер е на 7 милиони евра, меѓутоа проценките се некаде до 50 милиони евра. Прашањето е, само во Драчево, вели директорот на инфраструктури, Ивановски, само во Драчево ќе мора да се обезбедат минибуси за да ги однесат драчевчани до железничката. И сега, во исто време, исто така вели директорот, ако тоа е точно, за сега планираме да се користат постојните композиции, значи тоа се тие возови кои се обраќаат. За сега немаме во план возови, например, на секој час кои што би ги убедиле граѓаните да го остават автомобилот и да го користат брзиот воз. Бидејќи смислата на ваквиот транспорт е ефикасност, брзина и достапност. Вие во колку станици се надвор од населено место? Освен Драчево, мислам и Зеленикова. Една по една. И Лисичи, Јанин Сандански и така натака, на оваа линија. Една по една, затоа што се неколку значени теми, добро е граѓаните да имаат информација, особено оние кои што живеат во Скопје. Проектов има смисла само доколку има синергија со ЈСП и таа синергија ќе има, односно ќе се прилагодат возните редови на автобусите и на возовите со цел да нема повеќе од 2 минути чекање помеѓу излегување од воз и качување во автобус и обратно симнување од автобус и качување на воз за целата работа да има смисла. Тоа е прво. Второ, вие денес ако тргнете со автобус или со автомобил не од Зелеников, од Драчево, во центар ќе стигнете за час и половина. Зборувам кога најмногу од луѓето патуваат, кога е најголемата гужва. Овдека ќе е 11 до 13 минути. И самото тоа што ќе е 11 до 13 минути,
а возот може да носи 250 патници, автобусот не може повеќе од 50-60 патници да носи, јасно го дава одговорот. Во однос на фреквенцијата, она што го кажа директорот, го гледав тоа интервју, беше дека во тест периодот, кога и ние мораме да направиме 2-3 месеци тест да научиме и да се прилагодиме на она што се потреби на граѓаните. Тоа е во ред, меѓутоа ако проекцијата е да тоа почне да и со се тест периодот во оваа делница да биде функционална за една година со тоа усогласување во Скопје, тогаш директорот, односно не овој директор, другиот директор на инфраструктура или не, директорот на транспорт, требало веќе да нарача нови композиции. Воспротивно, јас би ве прашал, министре, зар ќе ги репарирате старите шинобуси, ама вие рековте дека нема да дозволите во Скопје на нафта да влегуваат. Таму имаме две работи. Прво, имаме 5 композиции електрични кои што ќе се користат и кои што се сосем доволно во овој момент. Со развојот на брзата пруга и на коридорот 8, ние секако мора да набавиме нови возови кои што ќе одговарат на тие нови шини. Но тоа се прави по секоја книга, по секој учебник, 2 години пред завршување на проектот. Значи, ние ако брзата пруга ја завршуваме 2031 година, ние 2029 година ќе почнеме да набавуваме возови кои што ќе можат да возат на тие шини, затоа што вие не можете. Овие кои што ги имаме сега се повеќе од доволни за да обслужиме градот, затоа што со капацитетот кој што го имаат одговараат на ова што е потреба. Секако, доколку во годините пред нас се отвори потреба за набавки на нови, има многу економични решенија со 2 или со 3 коли кои што и самите имаат мотор во себе, значи помали од овие кои што ги имаме сега, кои што вршат голема работа и кои што се некаде со 150 седишта. Министре, така што како ќе ни диктира потребата, така ќе набавуваме, во овој момент имаме повеќе од доволно. Во моментов имаме композиции кои поминуваат на оваа траса 4 пати дневно. Ако вие имате воз кој што доаѓа во 8 часот и следната алтернатива да се вратите во Драчево, Зелениково или сите овие попатни станици вие 14 часот. Ако при стартувањето на градскиот воз вие не обезбедите фреквенција најмалку на секој час, тогаш смислата дури и еколошка се губи. Правевме консултација со градови кои што се слична големина на Скопје, со Страсбуреве, например, да кажам директно. Таму фреквенцијата е, точно ќе ви кажам, на час и 9 минути и отприлика исто ќе и кај нас. Оти дури дилеми има и во однос на времето. Ако сега, според сегашниот возен ред на македонски железници, еве, обратната дестинација Сумин Спринтал за излез од Скопје, 30 минути и сега до Зеленико. Ја би бил среќен да е 30 минути, ама не. Тоа е според возниот ред на македонски железници. За жал не, тоа е најголемиот проблем што и тоа не е до железници транспорт, луѓето одговорно си работата, тоа е до инфраструктурата, во состојба во каква што е и за жал тоа што е напишано не го гледаме на терен. И затоа ние ова го работиме. И подобро да признаеме дека не е така, отколку да се лажеме сами себе дека е така. Колку се тоа ќе биде комплементарно со БРТ, односно дали она барање на градоначалникот, бидејќи го видовме и него на почетокот на дали она барање дека БРТ треба да се прошири со крак дополнително, тоа секако претпоставувам би барало нови преговори, нови проекции, нови преговори со кредиторите, дали тоа барање на негово за продолжување на краците останува? Со оглед на ова, бидејќи се инвестираат, се планира да се инвестираат 50 милиони во градскиот воз. Јас сега ќе ви кажам сума. Ако ние сакаме Скопје да го целосно трансформираме во делот на сообраќај, тука влегува инвестиција и во инфраструктура, значи и во булевари и така натака, ние мора вложиме преку 200 милиони евра, ако сакаме ова што го гледаме сега, да не го гледаме за 4 до 5 години. Во однос на БРТ има две линии кои што не го исклучуваат градскиот воз. Едната почнува некаде во Ѓорче Петров, завршува во Ново Лисиче, се надевам ќе се договориме да оди до Драчево, и втората која што оди север-југ, односно почнува некаде над Чајл и завршува во центарот на градот, и едното не го исклучува другото. Како се видовте деновиве и со новиот градоначалник и службено,
Предпоставувам дека голем дел од проектите се работени во координација, меѓутоа се видовте и службено. Како ќе оди одглавувањето на БРТ? Јас го познавам Орсе Ѓуриевски доста долго. Имав чест во 2020 година да биде и шеф на мојата кампања во 4-та изборна единица која бев носител, така што сум убеден дека ќе работи доста посветено. Во однос на БРТ едноставно е, таму има подпис на Министерството за транспорт, има подпис на Министерството за финансии, фалеше подпис на градот. Зошто тоа не се случуваше, видовме овие 4 години, не би коментирал. Сега влегуваат тие во својот дел и ќе одиме кон реализација. Најголемиот проблем е премостувањето на Вардар во делот на општината Карпош, затоа што постојната инфраструктура, особено кај мостот Обединети нации, не може тоа да го издржи. Не е предвиден нов мост. Сега се разговара со партнерите, дали се спремни тие да го финансираат, дали ја бараме алтернативни начини на финансирање, но тоа не значи дека ние цел проект треба да го одлагаме за да се реши мостот, односно едното со другото паралелно можат да одат. Значи, може да се заклучи дека ќе се почне со тоа што треба да се почне според проектот, а сите алтернативи дополнително ќе се решават? Министре, споменавте и во контекст еве на Скопје, па така да го продолжиме инфраструктурното средување на државата. Само 200 милиони за тоа што е напишено во програмата за следните 4 години на градоначалникот на Скопје. Тука се тие крупни проекти кои што ги споменавме. Тука имаме два проблеми. Првиот проблем е од каде пари, веројатно ќе се најдат, кредитори има секаде, но на што е позагрижувачки проблем е кој тоа ќе го гради. Само како дополнување на специфична е железницата, но и тоа треба да се има предвид дека на конкурсот на железници за градскиот воз се јавија само 2 фирми. Точно, за жал. Вие предпоставувам дека ако не на неделно ниво, но најмалку еднаш во месецот подпишувате исплати за проектите кои што беа најбројни во вашето министерство за инфраструктурна помош на општините, така наречениот унгарски кредит, и самите имате кажано дека тоа е повеќе од недоволно. Односно, оние општини кои што успеале да направат проекти, мал број се оние што не се готови за тендерирање, се соочуваат со статистиката која што е докажана на истражување, дека една градежна фирма обслужува 4 до 5 општини. Отварате, можеби, најзначајното прашање во моментов за економски... Тоа ми е клучно за да продолжиме да разговараме и за брза пруга, и за автопат, и за... Брза пруга и автопат, ви го разбирам контекстот на прашањето, побрзо ќе се реализираат од ова што сега ќе го зборуваме, многу е значајно ова што го Добро, кај нив мораме странци да најдеме, неаме наши. И не, има и неколку сериозни домашни кои што се ангажираат. Ние за да поттикнеме економски развој како што сакаме од една страна и од друга страна има одредени процеси кои што се неповратни, но барем еве статус кво да задржиме на ова централизација и создавање на град држава од Скопје, односно колку толку остатоков од држава да го развиваме. Почнавме со поддржување на општините. Тоа со децении се зборувало дека не се поддржуваат општините. Еве сега општините се поддржуваат. Но еве министре, ни спракса да ги соопштиме бројките. Не, јас се ви кажам, се соочуваме со ситуација дека она што го договоривме лани и она што го договоривме годинава, дел средствата беа од буџет, дел беа во договор со Светска банка. Лани беа 100 милиони, годинава 250 милиони евра, вкупно 350 милиони евра. Ако на тоа додадете и програми на министерствата соодветни, моето, енергетика, животна средина и така натака, стигаме до 500 милиони евра. Ние се дочуваме ситуација дека тие проекти не можат да се реализираат затоа што изведувачите кои што ги добиле тие проекти не работат согласно темпото кое што е предвидено во договорот, а за одредени работи не се ни пријавува било кој. Еве ќе споменам општина која што не е раководена од ВМРО ДПМН, за не бидам погрешно сватен. Например, во општина Крива Паланка имаше одредени повици на кои што никој не се јави. Ние сме прв пат во ситуација да пари има, а да градежната оператива со несоодветно темпо ја следи амбицијата на владата и на општините. Па што ви значи и на вас како креатори на политики и на граѓаните тоа што вие во првиот повик
доделивте проекти од 75 милиони евра. Во вториот проект доделивте проекти од 98 милиони евра. Реализацијата до октомври, министре, е 30 милиони. Јас многу добро знам реализацијата, за тоа што ја следам. Може и помалку. Ева, колку е точно реализацијата, не мора за сите, за вашето, бидејќи кај вас се реално најголемите Ние до денес 3,2 со 2,7 имавте. Значи, од вкупно подпишани договори некаде во вредност од 8 милиарди денари, во денари ми е полесно така ја следам, до денеска имаме реализација од некаде 2,4 милиарди денари. Во проценти? По проценти, сега кој искалкулираме, доаѓа околу 30%, плюс минус. Сега да не одиме до децимал. И кога ве викаат градоначалници, градежниците или кога вие се среќавате со нив и секогаш велат дајте шанса. Два моменти. Кој е одговор? Едниот е објективен, кој што го прифаќам, вториот кој што не го прифаќам, ќе кажам двата. Едниот е велат дека во децении наназад, не во години наназад, и тоа не беше обврска само на една влада, да не испадне само претходно да ја критикуваме, градежниот сектор беше запоставуван и тоа е факт. И тоа го прифаќам. И дека они не можат да растат повеќе од 15 до 20% годишно. Тоа е нешто што го прифаќам. Тоа што не го прифаќам е како се нафаќаат и како земаат работа која што после не можат да испорачаат. Затоа што пазарот секогаш наоѓа начин, односно јас сум убеден дека постојат амбициозни луѓе кои што сакаат да инвестираат и кои што се спремни да работат. Но не го прават тоа затоа што постојните компании ја окупирале работата, односно ја добиле работата која што владата ја предвидела. За да го решиме ова, ние воспоставивме континуиран диалог со градежната комора, секоја среда, буквално секоја среда, представници на кабинетот на премиерот, представници на мојот кабинет се среќаваат со градежната комора секоја среда и изборуваат проект по проект и прогрес по прогрес со цел ова да го забрзаме. Јас се надевам дека компаниите ќе можат да инвестираат повеќе во себе, затоа што на еден собир им презентирав што е нашиот план во следните 10 години, со цел да може да се направат 10-годишни планови, да се релаксирани и да знаат дека можат да инвестираат, со цел да го покренат стопанството. Веќе првите ефекти ги имаме, но јас не сум задоволен. Например, се извинам, сега не може да се направи таа политичка разлика, бидејќи мнозинството градоначалници се на ВМРО ДПМН, меѓутоа кога колегите од невладиниот сектор ги правеа, особено Институтот за граѓански комуникации ги правеше соодветните анализи, покажаа дека небитна е припадноста на градоначалникот. Една иста фирма ја имате, еве во Скопје, например, во 5 скопски општини. И вие велите, треба да растат. Не сака да растат министри. И натаму ситуацијата во Скопје е, еве јас обратно ќе почнам. Јас велам дека треба и нови да се раѓаат. Ке се изгребе асфалтот во, еве да кажеме, нека биде кисела вода, улицата останува, па ќе се продолжи да се тргне асфалтот во центар, па оттаму се продолжува, сега карикирам со имињата на општините, и потоа повторно се враќаме назад за да се затвори тој круг. И во моментот додека стои така изгребан, градоначалникот, јас, мојот кабинет, неговиот кабинет и така натака, на дневна основа војни водиме да тоа се заврши. Еве, вака да бидам до крај отворен и директен. Мора македонското градежништво да расте. Првите бројки се многу оптимистички. Сега да ја кажам и позитивната страна. Првото полугодие оваа година, значи првите 6 месеци, споредено со првото полугодие минатата година, растот во градежништвото е 9%, а растот во услуги на транспорт и складирање е 6,1%. Тоа е далеку над растот кој што го има државата. Што значи дека овие два сектори растат. Но јас сум убеден дека имате интрасекторска поделба на градежништвото, бидејќи гледаме што се случува. Главно е нискоградба. Јас сум убеден дека со поголема посветеност ние може да имаме двоцифрени бројки на раст во градежниот сектор и во делот на транспорт и на логистика. Колку овие би рекле поразителни бројки околу искористеноста на овој дел од капиталните инвестиции кои што се пласирани во општините, колку овие поразителни бројки беа причина практично во буџетот за 2026, а според она што е дадено како прогноза и за 27 и за 27 година, практично и да немаме нови средства, туку главно
Тоа се средства кои што веројатно проектирате дека би дошле од веќе одобрените проекти, би дошле како сметки за наплата. 27-ма се надевам дека ќе е друга ситуацијата, 26-та мора да ги завршиме проективе кои што се почнат. Значи нови нема. Видете, мислам дека е несериозно ние влегуваме во нови проекти во услови кои сам кажавте, и така е. Стојат улици изгребани по месец, по два, не се затвараат, и сега да изгребиме уште 5 улици, а овие 5 кои што сме ги почнале, не сме ги завршили. Ве прашувам затоа смислата на сето ова, освен да им се помогне на општините, беше да се помогне економијата, да се обезбеди раст. Јас се надевам дека ќе растат, тоа е приватен сектор. Ако ја нема таа компонента и постојано се гребе само по различни општини, тогаш дали е постигната целта, тоа ми е прашањето. Ако ги гледаме бројките, да. Ако гледаме бројот на вработени, да. Ако гледаме бројот на машини, да. Трите растат, но повторувам, мислам дека може да растат многу повеќе од ова што растат. За разлика од тоа, во делот на крупните проекти, таму оди одлично. Например, скоро готово имаме Вештачко езеро на истокот на Македонија. Завршивме неколку експресни патишта, да не ги набројуваме еден по еден. Завршивме железница, Охрид-Кичево, големите автопати. Таму оди со дури подобра динамика од она што сме предвидели. Значи, ние мора сега да се фокусираме да ги развиваме малите и средни градежни компании, затоа што вие не можете да очекувате, не сакам да вам со имиња да не бидам погрешно сватен, не можете да очекувате од голема градежна компанија дека ќе се занимава со општински работи. Невозможно е. Но луѓето најмногу и користат општинските услуги. Автопатот Охрид-Кичево, некој од Охрид може би еднаш месечно го вози. Ама улицата што е пред него секој ден ја користи. Министре, требаше да биде есенва, да ги видиме првите работници, како што беше најавено, макар и со геолошки истражувања на една од новите траси за брзата пруга, стана пролет. Кога на 12, кога во јуни Министерката за финансии почна да бара кредитори, првично изјави дека тоа нема да го прави доколку нема соодветен документ, односно физибилити студија, и тогаш физибилити студијата се појави. За пред 3 недели да слушнеме и од директорот на Железници Транспорт Ивановски и од премиерот, речи се во ист ден на различни локации изјавата, дека допрва ни треба физибилити студија и за тоа ќе ни треба 256, мислам премиерот точно ги соопшти деновите. Каде исчезна физибилити студијата? Ќе ви одговорам. Она што го кажав е дека подготвителни работи ќе почнат доцна есен. Она што не го пресметав тогаш е дека во Македонија кога се случуваат избори, ништо не се движи. Не знам дали граѓаниве знаат дека формално изборите се уште траат. Ние се уште не смееме ништо да подпишуваме, никакви одлуки да носиме, затоа што Државната изборна комисија не има информирано дека изборите завршиле. Тоа ви е мотив кога ОПСЕ вели средете ги тие демократски штрафови, вие не треба да одговарате, немаме консензус, бидејќи ОПСЕ не тера да го смениме изборниот модел, туку да се ги усогласиме овие проблеми. Јас ги молам останатите политички партии, затоа што јавноста знае дека секој учествува во преговорите за изборен законник. Ги молам останатите политички партии да седнеме за ова што говориме од 9 август, кога се распиша изборите. Се надевам, имаме најава од Државна изборна комисија утре дека ќе стигне тоа фамозно решение дека се завршени изборите. Од 9 август до утре ние не смееме да правиме ништо. Тоа е неодржливо за држава, за економија и така натаму. Многу демократски, кога имаше тепачки, најдолгите локални избори траја 6 месеци. Сега, да се вратам на второто. Она што е значено, ние имаме и физибилити студија и еколошка студија кои што се работени од Европската унија, по 1000 страни се, таму се архивирани, стојат и така натака. Она што сега ни е потребно како следна фаза, затоа што го работиме со Велика Британија, се одредени студии кои што се побарање и според стандарди на Велика Британија и кои што се побарање на UKEF, односно United Kingdom Export Finance, институтот кој што практично обезбедува гаранции за позајмиците кои што ги имаме, истите ќе ги завршиме и ќе поканам сите на пролет да ги видите првите градежни активности кои што ќе бидат во делот на геолошки истражувања и секако проектирање, а кога се ќе е завршено, се надевам од лето или најдосна есен ќе ги имаме и првите километри поставена пруга. Сега сум малку збунет, бидејќи ако оваа супер анализа која што треба да се направи по примерот на британците, допрва треба да се прави, да се финализира. Повеќе би рекол ревизија, затоа што ние тие документи ги имаме,
Тие сега ќе бидат Да, ревидирани и тоа е ако тоа. велите тоа ве изненади како нов документ. И сега, оно што е водечот... мене ме изненади што све ние смееме или не смееме да правиме во време на избори, затоа што договорот за ова што го зборувам, ние не можеме да го потпишеме пред утре, под услов утре да стигне ова писмо во кое што го чекаме. Оваа супер анализа треба да направи споредба на сите. Пак велам, со Европска го имаме работено тоа и но според британските правила вели дека таа анализа која е врзостована, еколошките, социјалните, економските параметри треба да го даде одговорот која ќе биде трасата. Како тогаш ќе почнете вие на пролет, ако ние се уште го немаме одговорот каде ќе биде трасата? Имаме ти одговори, тоа е општото кое што вие го кажувате, која влекуваат во проект, но кај нас тоа е дефинирано, затоа велам поиќе се работи за ревизија отколку за нови работи кои што ќе се работат. И тоа е разликата помеѓу овој проект и проект кој што ви опочнувале од нула. Например, да одевме имаше и таква идеја низ Источна Македонија, тогаш да, ова кое што кажувате се ќе требаше да правиме. Но една од причините зашто не отидовме низ Источна Македонија беше големата неизвестност. Точно е дека од време на Тито, буквално 1978 година, постои проект за брза пруга и тоа со 250 км на час. Многу сериозна беше неизвестноста, особено на спојот со Грција, и затоа решивме да отидеме по оваа линија која што веќе постои. Ако ги видиме, ако можеме да ги видиме веќе рана или доцна пролет првите работници во врска со брзата пруга, тогаш е прашањето зошто ја нема како проекција и задолжување предвидено ниту во буџетот, ниту во приоритетните цели на вашето министерство. Да не ве подсетувам дека многу експерти подсетуваат, а зошто впрочем ги нема и предвидено фискалните импликации во фискалната стратегија? Затоа што прво секогаш се прави ребаланс на пола година, во јуни месец, и второ, ова се разговори кои што ние сме ги воделе, затоа што се работи за многу сериозен проект. Фактурите ќе бидат двогодишни, односно полугодишни, и очекувам фактурата која што ќе биде за 2026 година да стигне во јануари 2027 година. Бидејќи веќе посочувате и одредена динамика, дали значи дека одбраниот во предквалификација финансиер ќе биде и финалниот? 99% да, и она може да го кажете? Па не можам затоа што такви се правилата, но ќе дојде време кога ќе го кажеме. Она што можам да кажам е дека, за разлика од други проекти, овдека финансиерот има водечката улога, што по мене е одлично. Второ, најбитното, зборевме претходно за доцнење. Финансиерот дава рок на изведба, овде е 5 години. Ќе почне да се враќа кредитот по завршување на рокот на изведба, кој што во случајов е 5 години, и тој гарантира дека ќе е на време. Да ви кажам што ни се случува во моментов. Јавното претпријатие за државни патишта враќа кредит кон кинеска Ексим банка покрај за Скопје Штип, кој што фала Богу постои, и за Охрид Кичево кој што не постои. Ние сега враќаме пари за автопат кој што не е завршен. Да, пуштивме ние 34 км, ама цел не е пуштен. Тоа е нешто што овдека нема да го имаме. Тоа се научени лекции, но тука сега имаме еден предизвик. Ако најдобрите услови, како што навести премиерот, а и вие потврдувате, на тој што се предквалификуваше, биле дадени поради британската гаранција, во кој дел од неговите релации кон државата и во неговите релации кон изведувачите ќе се вметне условот задолжителна британска компонента, која што со оглед на капацитетот за кој што зборувавме на нашата градежна оператива, веројатно ќе биде многу голем. Значи, и над тие. Таму минималните бројки се јасни и јас како вас мислам дека ќе е над тоа, и добро е што имаме сериозна посветеност на изградбата на пругата. Таму треба да има 20% содржина произведена во Велика Британија
и 30%, овие се минималните, изведба на компании или компанија од Велика Британија, значи останува 80-70%. Во делот на содржина, мислам дека тука ќе сме окей. Ќе се користи локален материјал и така натака, што значи многу работни места. За потенцијални рудници, наоѓалишта, дури мислам дека и Скопска железара, ако се паметни, можат доста добро да сработат и така натака. Додека во делот на изведба, мислам дека ќе ни треба на 30%. Ако ни треба на 30%, тогаш простата математика вели еве да не претеруваме на 70, да кажеме дека 60% од 60% од вредноста на проектот ќе оди надвор. За толку веројатно ќе биде помал и импактот, а и вашите очекувања дека проектот ќе се исплати за 10 години. Нема да се исплати бидејќи нема да има доволен импакт на приходната страна во македонската економија. Мислам дека над 50% ќе остане дома, тоа е прво. И второ, ние имаме сега проекти кај што 100% оди надвор. Например, сите проекти кои што ги работиме со европските банки, 100% оди надвор. Прва делница од пругата, странски изведувач 100%. Втора делница на пругата, странски изведувач 100%. Двата... Ама тука имаме фактор 1,9 милиарди, кои што не знаеме колку ќе завршат, колку ќе бидат, бидејќи во момент не знаеме ниту команта, ниту премиум, ништо не знаеме. Се е доверливо во овој момент. Многу подобри од европските банки, ја ви кажам. И ние овдека зборуваме сега колку ќе е процентот на домашно учество, а вамо е 0% на домашно учество. Да не зборувам за договорот со Бехтел, како што исто е 0% на домашно учество. Па го зборуваме тоа затоа што така беше најавено. Инвестиција од 2 милиарди евра, инвестиција од 2 милиарди евра, да, но ако тоа што ќе го донесе таа инвестиција во македонската економија биде само 20-30%, тогаш таа инвестиција прво поголеми се кредитните обврски од колку инвестиција. Прво ќе има директен импакт во растот годишен, и ти имаме вакви бројки како што зборува претходно, и второ, тоа што го носи пругата после тоа е најзначајниот дел. Тоа е годишниот приход кој што го имаме и тоа е позиционирањето на државата. Министре, оптимистичка најава за почеток со градба на брзата железница, во меѓувреме негативна оценка од Европската комисија за планот за реструктурирање на железници. Тоа значи, како што тука пишува, пресметките дека железници во 2027 ќе почнат да работат без загуби, не се подкрепени со соодветна и уверлива финансиска анализа, пишува во тој извештај. Загубите во моментот се 150 милиони. Тука имаме, тоа се работи за железница транспорт, не за инфраструктура, тука имаме Европската унија и ние различни погледи на работите. Нивниот поглед е либерализација, нашиот поглед е дека во моментов Македонија не може да издржи либерализација, затоа што ако введеме либерализација, 1400 луѓе треба да останат на улица. И не мислам дека 1400 луѓе е фер да останат на улица, само за ние во извештајот да имаме позитивни бројки. На суштински проблеми во стратегијата. Велат проектираното зголемување на приходите од превоз на товар за периодот 25-29 година нема подкрепувачки докази. Јас сега ви кажам за што се работи. Значи, нивната стратегија е, пак нема да вам со имиња, на компании, на XY компанијата од Грција или на XY компанијата од Австрија, ние да ја дадеме лиценца, таа да се проаѓа низ територијава, да народски кажано плаќа патарини за таа работа, и тоа е тоа. Нашата стратегија е дека луѓе во кои што работат во две железнички претпријатија треба да останат и да работат таму и да ги креваме и да ги растеме. Ќе се убедите ли со Брисел, бидејќи во вашиот ресор во овој момент е небитно дали сте ги земале релативно тие 2,1 милиони за стратегијата, побитен е фактот дека сите ние треба да знаеме на кој начин ќе обезбедите нула салдо кај железници, за да не биде српската варијанта, носиме устеча една фирма, формираме нова и ние сме од нула. Јас игри не играм и нема го правам она што Синиша Мали го направи во Србија никогаш. Секојаш често настапувам и јас им кажав, додека јас сум овдека, истиот став го дели и премиерот, додека премиерот е премиер, ние нема да бркаме луѓе од работа затоа што некој одлучил дека таква стратегија треба да има. Друго е ако не ги исполнуваат задачите или
не се одговорни кон работата, ама луѓе кои што одговорно Добро, работат. ама тие велат во ред, ние тоа го прифаќаме, работа, ама вие не ни кажувате како поинаку ќе ги намалите трошоците, како ќе доведете до позитива. Да ги избркаме од работа, ќе доведеме до позитива. Дали е фер, не е фер. И тоа нема никој да направи. Со минусот да скратиме. Да. Благодарам. Уште една пауза за реклама. При крај сме од министерска се селиме на вице-премиерска и повеќе подпредседателска функција во ВМРО ДПМН. Интензивни се разговорите. Во моментот се зборува само со вреди за пополнување празни места или за реконструкција, бидејќи се чини дека иако фокусот е сега на обновување на партиските редови, дека и таа ќе биде неминовна. Во моментов се зборува само за пополнување на испразнетите места кои што се дел од вреди. Ние јасно кажавме дека имаме сега партиски редовен конгрес на 6 декември, првата недела од декември. Фокусирани сме на тоа и тоа е тоа, така што сето останато кое што е во јавност се шпекулација. Еден човек на две министерски, на две фотели, Изет Меджити, вице-премиер и министер за животна средина. Правилото кога се делат, главно се делат ресорите. И сега дилемата е, а веројатно и тоа се испостави како барање на вреди, дека тоа што тие решиле да имаат формално двајца луѓе, не значи дека, односно со самото тоа, мора да им припадне и Министерството за животна средина. Не мора ништо, ние лани имавме јасен договор. Јас мислам дека е фер во рамки на една соработка се да се зборува, но мислам дека договорот е јасен, дека не треба да има отстапки од договорот. Со какви позиции вие, бидејќи на крајот одлуката е на премиерот, меѓутоа вие претпоставам сте и дел од тие преговарачки тимови, ова е позицијата на ВМРО ДПМН, да ја разјасниме? Позицијата на ВМРО ДПМН е јасна. Ние лани направивме добра соработка и со вреди и со знам. Избориве ја потврдија, треба да ја продолжиме и тоа е тоа. Што значи тоа? Кој ќе номинира министер за животна средина? Премиерот. Затоа што од која партија? Доколку остане овој договор кој што го имаме, секако дека ќе ја одвреди, но мислам дека ниједна од партиите во коалицијата не смее да заборави дека владата ја предлага премиерот или пред да биде избран за премиер мандатарот и дека на крај негови се одлуките, тоа е политичкиот систем, тоа е уставот и затоа премиерот кој што доби огромна подршка на овие избори, ние имаме историска победа на локалниве избори, е тој кој што ја составува владата и ништо поразлично од тоа. Се смирија ли односите внатре во коалицијата, особено со БЕСА, бидејќи она што се случува сега на релација со тие соопштенија, меѓусебни јавни реакции насочени кон министерката за образование Весна Јаневска, не говори толку убедливо дека брачните политички односи се хармонични, туку покажува дека има индиции за дисфункционално политичко семејство. Вие знаете дека ние многу јасни пораки пративме во изборите за одредени појави кои што се спротивни на она што е хармонија и баланс во државата. И кажавме дека, например, оној лик од Брвеница ќе биде и разрешен. Се надевам ова писмо од Државна изборна комисија ќе стигне, па да можеме веднаш после тоа да го разрешиме и ќе го разрешиме и тоа е тоа. Така што јасна беше таа порака, како што беше јасна пораката кон Билал Касами дека доколку сака да е градоначалник на Тетово, меѓувреме стана треба сите кои што живеат во Тетово да го гласаат и дека треба да е горта, не да се срами, дека покрај албанци и македонци и роми и турци кои што живеат во Тетово го гласаја за да биде градоначалник и треба да е градоначалник на сите. Драго ми е што се коригираше. Сега однесувањето на Билал Касами може да кажете дека се поправи? Драго ми е што се коригираше. Последната недела од кампањата имаше две доста прецизни изјави. Како ќе работи, ќе видиме, ќе покаже времето. Како вие гледате на тоа соопштение до Весна Јаневска? Мислам дека е грешка и мислам дека други се темите и приоритетите кои што ние ги имаме како влада. Времето на Али Ахмети гласачите потврдија дека заврши. Тие теми веќе не поминуваат и мислам дека секој кој што игра на тие теми
ќе губи, а нема да добива. Високо сте и во владата и во структурите на ВМРО ДПМН и вие велите да ние прво ќе се ја реформираме партијата, но партијата не се ни оние 300.000 од локални, не се ни оние само оние 460.000 од парламентарни избори, многу поголем број на граѓани и секој од тие надвор од партиските структури може да ви каже па вие правите што сакате во партијата, кажете ми што ќе правите со држава. Имате ли впечаток дека доцните се испорака на одредени форми и резултати, дека без оглед што конечната одлука на премиерот е на премиерот, дека некои работи треба да се менуваат? Преопшто е прашањево, но можеме конкретна нова емисија ќе да треба. Но дали некои министри треба да заминат без оглед од која партија се да не одам толку оддалеку. Тоа е прашање кое што треба да го одговори премиерот, затоа што тој го составува на владата, но нешто друго можам да ви кажам. А тоа е дека ова е влада после подолг временски период без корупцијски скандал, влада која што испорачува и влада која што го потврди својот легитимитет на локални избори како никоја претходна. Легитимитет и корупција, да, испорака, проверете ја владината програма, па ќе видите дека дури и на ниво на закони има министри кои што не ја прочитале владината програма за оваа година. Видете, јас за себе ценам дека сум доста активен, ама треба да кажат граѓаните, но мислам дека побитно од бројки и статистики се што мислат граѓаните кажаа пред 2 недели што мислам многу јасно. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во таа тема. Добро, без задоволство. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието, останете на Телмо.